Цивил медија во копродукција со Слободна телевизија на Слободен печат. Денеска мој гостин е професор доктор Илија Ацевски. Добар ден, добре дојдовте. И ќе проговориме, како и обично, на ова ниво, на мноштво актуелни теми, обштествени, образовни, па и политички. Но јас прво сакам, прво да ви се заблагодарам. Професорот ми донесе две негови авторски книги. Ова е доста позната Универзитетот на распаќе, тоа е првиот дел. Првиот дел, да. Ова распаќе дури и оптимистички звучи некако, значи на некој крстопат, па може ќе фати прав пат. Крстопат беше на времето пред 10 на години. Ова вториот дел веројатно ќе биде во тунел или во безизвест. Тој вториот дел во тунелот. Ако помогнав малку во наслов. Па сигурно, апсолутно. А втората книга на професор Ацевски е Идентитет. Таа е тема наша обштествена или политичка. Ја би рекол политичка, може би професорот во тек на разговорот ќе ме демантира, да. Вели европизација, глобализација, ќе се вратиме на оваа тема, но што сакате да кажете со насловот на оваа книга? Ете, тоа е македончето долу, со глобусот, главата не, која семо се врти во овој свет. Добро. Професор, вие сте социолог главно, истражувач исто така. Што сакате да кажете со... Сакам да кажам дека... Со овој македонец, не македонче или македонче или македонец? Го потреба како во една пофина ова македонец за сигурно. Боите на знамето и глобусот наместо глава. Што е филозофијата на... Еве уште еднаш ве молам рече, ако сте во можност... Кај се движиме и тоа е ова има една, она реков во Алиса во земјата на чудата, не? Кај одиме? Сега вика, а кај сакате вие да одите? Па не знам. Па одете било каде, кај сте тргнале, ќе стигнете на време. Што сакам да кажам? Само да тргнете. Само да тргнете, да. Ние не тргнавме? Ние се вртиме малце во еден... Или како македонското оро, две напред една насота, мака нас обратно некако? Па може и така да се смета, затоа што јас имам можност, кога веќе говориме за тоа, 30 на години наназад, во тој процес на приватизација уште таму 90-тите години, да Македонија беше меѓу другите релативно уникатна земја во тој поглед, зборуваме, не таа приватизација, али како велеше еден странски експерт тогаш 93-4 година, вели вака, вие мора да се приватизирате, тоа е неминовно, тргнат процесот, но морате тоа да го направите на еден продуктивен начин, како што го направи Словенија. Мислам да немаме илузија да. Тоаш една елита која само и таму пропаднаа големите Не пропаднаа тие, но Словенија некои се одржаа, некои пропаднаа под системот ваучер, на тоа мислите? Но Словенија денес е пропадна еден Елан, ако се сеќавате, кој беше европски бренд. Но една од не знам колку пати поразвиена земја од Македонија. Се разбереме да немаме да не живееме. Може би тоа и помогна полесно да помине во таа економска транзиција, но сакам да забележам нешто. Ние имавме големи колективи кои беа врзани за тогашниот југославски пазар. Во железарница беа вклопени во тој систем. Се правеа лимови за бродови кои се правеа во Сплит, Риека. Дел од тој систем, не знам каде, да, и кога пропаѓа систем, пропаѓа пазарот и пропаѓа и железарница, нели металски завод и фасет. Големите фирми, скопските посебно, да. Тој што дал совет, можело ли поинаку, тоа ми е прашањето во тоа време? Беше тоа, јас се обидував тога и да го се разбира како социолог, да трагам по таа човечка компонента. Ајде, се не знам што се подразбира под сето тоа, но онај момент или фактор или како би рекол состојба ситуација што се случи во Македонија за кратко време, најголем дел од тие кои што го поддржуваа новиот систем беа многу разочарани. Барем тие истражувања тоа го покажаа. Значи влеговме 2-3 години, колку се трае тоа, и настана една, како би рекол, општа апатија дека влегуваме во нешто кое што апсолутно ќе не уништи. Може ли да е причината неправедната, скрос неправедната распределба на општествениот капитал? Неправедната, луѓето добар дел, барем тие анкети тој кој покажува, не знае што е акција, учество, така? Да. Али еден дел од тие бизнисмени беа до тој степен, бидејќи тие произлегаа од таа бивша номенклатура партиска,
i оние кои што и стопанска, не економска, да тие беа на чело. Има можност да дојдат до тој капитал. Тие, па еве, после една, еве, што до тоа завршам, правевме едно време, тогаш уште на 100 фирми, најуспешни фирми во Македонија, практично беа приватизирани откуп од менеджментот. Имаше кај нас 3-4 колку беа тие, како би рекол, на приватизација начини, најуспешните фирми беа откуп од менеджерски. За стаклара и за таквите слични не се те појавува нешто многу? Не се допропадна тоа. Професор Ацевски, ај малку на поведра тема, но мислам дека и тука некои мрачни флеки ќе најдеме. Вевчанскиот карневал, кој еве пред некој ден нели заврши, се јавија веднаш некои контраверзии, навистина тој за жал не го имаше оној сјај од минатите години поради трагичното загинување на младото момче, нивниот соселанец со граѓанин, што е можно разбирливо, но успеа веселичарите тој дел што се го подготвувале како инсталации, што се вели, да прикажат нешто и многу контраверзии ова околу крстот Исус. Со гајбите со пиво, гајбите со не е скопско, него дап, нели? Дап и дрвото дап на Исус. Многу брзо реагираа делот свештените лица и тоа и во редот на владиците. Или јас грешам, или тие немаат чувство за нешто што е, не знам, да речам уметност на некој начин, култура, критика, иронија, ако сакате, не кон Исус, беше упатено кон великодостојниците, кои сакаја па да свртат, да речам, вината, дека тие се чисти, но вие го скрнавите Исус. Чувството е... Како вие тоа го доживеавте? Религијата е сложена. Меѓу другото и она длабоко и навлегува во тој чувствителен, сетилен дел на човекот. И секое што некој чин кој ќе се случи нешто кое што скревна, мислам, кое што повредува нешто свето, таа е реакцијата. Но во овој случај, кога таа реакција на тој карневал ќе биде доживеана против клерот, поповите, не? Каде станува збор за една, ајде да речам, меѓу другото една институција, верска, така, која што располага со имот, со пари и така натака, но е надвор од било каква државна, било каква контрола. Од даноци да не зборувам за понатаму. Сега тука поповите затоа се така... На некој начин црквата е институција, во државата е институција без контрола... Без контрола, без било какви... Во споредба со другите институции. Апсолутно, што не е дозволено, апсолутно не. И да не го коментирам, сакам во таа смисла да го тоа... Инако е тоа, како би рекол, скренавање против Бога, во тоа може да се оживе негативно, апсолутно не. Ја не сум, може би сум атеист во таа по некоја смисла, не атеист. Но како филозофија зборуваме, како култура, традиција во таа смисла, за некој што не верува во Бога, тоа не значи ништо за него, така, во таа смисла. Не значи ништо, нема да значи ништо е за, да речеме, они други кои припаѓаат на другата религија, во таа смисла. Но карневалот носи една, би рекол, повеќе вековна традиција, полна со тие пагански, полна со некои во тој момент, во тој ден, треба се покаже нешто кое е многу различно од ова. Тоа другото треба да го представите во некаква, не да го критикувате, да го така, едноставно да го ставите во една, дека некој прави нешто и тоа не е добро. Ме посетивте да забележам, Вевчанскиот карневал, ако се точни податоците, точни се, веројатно е стар, не знам, како се вели она, милениум, нели? Дури постари од црквата. Ако е така, значи тоа се бебе, нека се дели од паганските обичаи. Ајде за македонскиот карневал сега, ако може така да го наречам. Ова се уставните, ми дава идеја повторно ова е ваша книга, Идентитетот, глобализација, европизација. Каде стасавме, заглавивме ли со европизацијата? Ни треба ли воопшто европизација? Има многу контраверзии околу тоа Македонија да ги почне, да не ги почне, под овие услови, под оние услови, под овие околности, под оние околности. Каде сме, што сме и каде треба да одиме и каде мора да одиме? Мислам, ајде го имав можност, заправо потрошив многу време и труд да пишувам за идентитетот и ќе го кажам тоа, таа идеја се роди негде онај момент кога почна негде Скопје да се
гради во овај стил, не. Сега, мојата, мислам, тој поттик беше во таа смисла дека има тој можност така јавно и да говорам по нешто и беше мојот одговор дека тоа ќе видиме малце покасно што ќе се случи, што се случи со Грција, не. И така настана таа книга за идентитетот, во суштина што е македонскиот идентитет и еве ќе го следам тоа во неколку реченици, не. Македонскиот идентитет така, не, се формирал, не, како и секој друг идентитет на овие простори. Мислам да немам илузија, да не живееме тоа дека ние сме во таа смисла, не. Второ, дека ние, еве, колку 30 години веќе имаме своја држава, не, и прето имавме една заедница која што живеевме, апсолутно го доживуваме се до тоа. И што се случи во суштина сега, еве пак да извлечам тој еден елементарен заклучок, кога некако сме притискани, ајде така да го употребам тој збор, дека нам мораме да некој начин да влеземе, односно да почнат тие преговори со Европската унија. И Бугарија се прави еден потез. Јас имам едно тука едно објаснување кое што излегува од овие рамки, кои што мислам од овие вообичаено кој што беше, дека Бугарија всушност тоа го прави меѓу другото и за тие, ако е тоа точно стотици илјади македонци кои што живеат во Бугарија. Као велеше еден од тие одресен, познат бугарски така, личност, човек, не во политика и во наука, како можам ја да признаам дека сум македонец, така, односно бугарин, а моите да се македонци. Како да го признам века? Ја, значи, моите родители се македонци, а јас да бидам бугарин. Моите родители и тие се бугари, за да можам јас да не ја доживувам таа психолошки тој притисок, не, дека нешто во тој поглед не е во ред. И тука мислам да тоа би го завршил, едноставно, кога Бугарија тоа ќе го испере од својот, ајде повеќе вековен, едновековен скоро период, дека овде бугари и така натака, проблемот ќе го заборавиме. Инаку ова уште, завршувам, не, ако дојдеме до тоа дека бугарите, ако ги внесеме во уставот и го изгубиме идентитетот, тоа е веќе голем проблем за нас, не за бугарите. Ја не гледам дека некоја посебна, некоја добро, професор Јацевски, во овој контекст, моето след... Да, ве прекинав. Ако ги внесеме бугарите... Ако не бугарите, дека не е готово, демек ќе се... Тоа сега да ве прашам. Тогаш, зашто се работи сега, ова со бугариве? Ние, македонците, глобално се зборам, се пикаме сите внатре и политика, и власт, и опозиција, и разни медиуми, пропагатори и така натаму интелектуалци. Ова велите вие, нема шанса да се бугаризираме. Нема теорија. Зашто се работи сега? Македонецот начека да покаже инает, да покаже некаква гордост, да покаже, еве, сега дојде нашето време, но нели е тоа е во негова корист или на негова штета? Или во наша корист или во наша штета? Али е и на наша штета. Мислам да се разбереме, да немам илузија. Користа е предпоставено на психолошка. Психолошка корист во таа смисла дека еве ние ќе се бориме во таа смисла, но штетата е сега што почнува да се одложува тој процес. Политичките елити во Македонија, наместо да се занимаваат се со оние фундаментални проблеми, што значи Европа, така, борба против корупција, правна држава, и не знам што, јагни институции, ние, всушност, со што се занимаваме 2 години? Дали бугарите ќе бидат во уставот или нема да бидат во уставот? Ја дори одам, дори понатаму го, еве, се изговорам многу едноставно, многу елементарно, да ги внесеме во уставот. Но ако Бугарија постави некои прашања кои што ќе ги сфрлиме од уставот, така? Ако веќе го карикираме тоа добро. Има два клучни елементи што јас се обидувам исто понекогаш да ги кажам, а тоа се извинувам што упаѓам, тоа се секогаш може да ги замрзнеме преговорите или секогаш може да ги напуштиме преговорите, не мора од устав ни да вадиме ни да ставаме. Начин тоа е, значи. Од устав и уставот секогаш се отвора и се затвора ако се има политичка волја, ако некој ти се качува на глава. Ако некој го пара тоа, извинете, ние не можеме понатаму. Тогаш се работи ли за некој политички инает за борба за гласови, за рейтинг, за што се работи? Ја имам или македонецот има потреба конечно ова како што проговоревте вие на почетокот. Има повеќе, како би рекол, во политички натежнато, така тежи, не? Мислам дека овие главните владеачки партии во Македонија, тоа го слушам и од други се го говорат, не овде во
дека ни едните ни другите не сакаат да почнат преговори со Европската унија. Почетокот на преговори. И овие што не сакаат и овие што сакаат. Да, не сакаат и тие што не сакаат и тие што глумат, овие што не сакаат утре во случај тие ќе сакаат, тој другите обратно. Што е буџетот е во прашање, комуцијата, криминалите, корупциите ли? Корупцијата, па тоа е во прашање. Па добро, ама ќе трафира, ќе се распадне држава. Кај да е ако така продолжи? Ни една корупција не устреќила ни еден народ, ни една држава, нели? На крај е првиот чин што ова ќе го доживее Македонија, треба 30.000 минимум за почеток администрација да отпушти од работа. Се разбереме да нема илузија. Ни една партија не е подготвена за таква реформа. Како подготвена, тие уште е обратно дури има. Нели токму затоа ни треба почеток на преговорите да бидеме принудени на некој начин тоа да го направиме ако сакаме да одиме, ќе има контролори или можеме сами. Некој велат можеме сами. Сами тешко, иако тоа е голем проблем, дали можеме ние некоја порадикална, би рекол, промена да ја предизвикаме. Јас можам да говорам да речеме во сфера на образование, на високо образование. Нема таква сила сега која може да го реформира високото образование. Така, ајде да дојдам до партиите, па следува образованието, токму на таа чиста ваша област. Сосема накусо, 3 декади политички партии, како ги дефинирате како научник, како истражувач, како професор, како градители или како уривачи на општествениот поредок? Ајде да тргнам како обичен граѓанин, ние сме сите обични граѓани, не. Сега дојдува ситуација кога веќе се прашувате што, кој се, како, дали да гласам, дали да не гласам, дали да излезам, кого да подржам и така натака. Ако тоа го бараме сега едно рационално објаснување, е тоа што нашите партии, ова што се речеме да се инсистира на една изборна единица, така, отворени листи, тие радикални промени. Направите отворени листи, веројатно за 50% ќе се промени системот кој што сега е вака во негативно насочен во таа смисла. Партиските бюрократи внатре не дозволуваат тоа да се случи, ќе останат без ќе ги нема на листите. Тие водачи, тие што се главните, не, тие играат таа улога. Инаку да имате ви отворена листа, веројатно партијата нема да стави некој кој што е ептен, неспособен, не па да го стави таму, само затоа што бил речи го поданик, односно е не знам што во самата партија. Може да се каже дека политичките партии генерално работат цело време во корист на својата штета, како се вели она малку. Вториот проблем е со нашите партии се и понатаму етнички партии. Албанскиот фактор, ова што сега се зговори, тоа веќе јавно дуи што го игра 20 години таа улога на онај балансер, така. И тоа е ова што ја и дури не можам да верувам што позади, да речеме, се говори нешто во тој поглед, дури тоа е за неверување. И тие го одржуваат тоа сега ниво, би рекол, условно на една коруптивност, на едно однесување, која што тешко може да се нарече да се подведе под некаква демократија, некаква форма на владење, управување, која што ние како обични граѓани ќе речеме да, тоа е тоа. Таа алатка, професори, ја користат и другите етникуми, па дури и македонците се пишуваат некаде албанец, ако нема конкуренција. Апсолутно, да. Всушност и тој степен на интелигенција што викаме ние, па добро ќе се пишем албанец и албанец македонец да се вработам на некој начин. Сега да кажам, тоа е доказ она претходната тема дека идентитетот не можеш да го смениш, можеш што сакаш да напишеш, но чувството не можеш да си го ставиш на хартија, нели? Си го имаш во себе. И како индивидуално и како колективно. Образованието велите во Ќорсокак, да не се навраќам на ова втора ваша на распаќе. Прашувам, дали е во Ќорсокак веќе, рековте втората книга, или професор Или Ацевски, веројатно сонувавте додека бевте на факултетот активен, да го видите уким на Шангајската листа, макар на предпоследното место. Кога почнав да ја работам оваа студија, тоа е првиот дел, не? УКИМ беше негде 1000 и кое место таму, да не држите за збор. Сега е веќе негде 2000 место, што е апсолутно надвор. Нема во 2000. Тоа значи не се работи, тогаш беше на распајќе, сега е во распаднат практично. Во тоа е проблемот. Сега кога ви пишувал третата книга, УКИМ во распад, на распад и такво нешто. Ако спомнам реформи во образованието е многу голема широка тема, ни требаат 6 дена за тоа, но во неколку реда, во неколку реченици, еден сублимат. Прво, оценка, можна ли реформа во Македонија? И кој тип на реформа? Еве, ќе ви одговорам. Со оглед на ова што зборувавме за политиката, за политичките партии, волјата и така натаму европизација. Ќе ви одговорам, бидејќи не ги знам ова, можам да зборувам за
visokото obrazovanje je nešto во сферата на екологија, на урбанизмот, али ево ова што е во високото образование, како е може да се почне да се решава проблемот. Елементарно, едноставно, не? Да се формира една експертска комисија, да веруваме дека таа ќе биде експертска, дека нема да биде под влијание партиско и било какво, туку едноставно таа комисија, тело, ќе ги вреднува оние кои што дипломирале. Така? Едноставно, извинете, вие сте во таа и таа сфера, за таа и таа да работите, вие морате да ги поседувате тие елементарни предпоставки. На некој начин некаква нострификација после Тоа е нострификација, да, во таа смисла. Ние не се, као држава, не се мешаме во вие што образувате. Тоа е ваш проблем, така да. Али оваа комисија ќе процени на некој начин дали вашите дипломци се способни да го работат за тоа што се дипломирале. Ако не се, просто. Ако не се, едноставно се опоменува таа институција, ако е на државна јасли, таа се укинува. Оние другите, а повелете вие, пак студирајте. Но вашите дипломи не можат да бидат употребени во администрација, она што нарекува буџет. А приватниот сектор ќе вработува, тоа е нивни проблем. Мислам дека тука некој тоа го направија, има други критериуми, нели? Некој тоа земја го направи. Друго решение не постои. Вие спомнавте на почетокот околу евроинтеграциите на Македонија дека треба да се, ако не се направи чекорот, нели нема да се стигне никаде. Нема се стигне никаде, да. Дури целта да не е равноправно членство, адекватно на тоа, и за ова прашувам, мора да се направи првиот чекор. Тие се радикални чекори, тие се радикални чекори, да. Тие се радикални, но безболни во смисла да всушност одговорноста се префрла на оној кој што е во тој процес на образование. Државата не се занимава со високо образование, тај се занимава што е некоја група произведува какви кадри. О, Боже. Добро, дојдовме до интелигенција, до некој надвор од политичките партии кој тоа може да го покрене, да го измоделира на некој начин, некоја јавност интелектуална да го тоа наметне. Има ли шанси тоа да го наметне? Тоа нема одговара. Вие се ѓавате кога еве, меѓу другото Никола Груевски тамо која 15-та година кога беше, кога го постави тој проблем дека ќе се тестираат студентите кој ќе заврша втора година и на крајот. Знаете што се случи овде? Па ти излегува на протест. Јас сум бил сведок на тоа. И вика вака, добро, нема проблем, ќе пишам сите десетки. Но да знаете, ќе пишам сите десетки, нема проблем. Но да знаете дека вие ќе полагате тест. Како да полагаме тест? И пропадна тоа. Но тоа беше други околности. Но во крајна линија државата го има печатот. Државата. Ако јас како студент се запишам, треба да ги прифатам условите. Ако не ги прифатам условите, нема потреба после од протестирање, ако некој треба да го проверува знаењето. Да учи, не да купи диплома. Добрите студенти ќе бараат да бидат тестирани. Апсолутно, и оние другите, ако мисли дека тој треба да заврши и да има некоја перспектива да работи. Но многу, ако ќе ме негирате, можеби имам чувство дека и нивото на наставниот кадар многу падна, се спушти и се дисперсираа факултети, образованието падна. Вие знаете дека УКИМ има повеќе редовни професори. Политички ли проект со... Не знам колку ви е познато тоа. Дека УКИМ има повеќе редовни професори со највисоко звање, толку нема Германија. Имате цели факултети, групи кои сите се редовни професори. Оставам на гледачите да коментираат. Спомнав за во овој контекст... Од 40 нагоре се редовни професори. Или Ацевски, постои ли македонска интелигенција? Каде е таа? Спие, се јавува или само поединци вака ќе избликаат од време на време? Нешто ќе се обидат да помогнат, како и вие во оваа емисија. Што се случува со македонскиот интелектуализам, кога мислам македонскиот, мислам воопшто на сите... Тешко е дали постои критична маса во таа интелигенција која ќе повлече. По тоа мислам дека не постои. Дека всушност таа интелигенција, еве да речем, ајде не порано, мислам наназад 20 години, како се формира, не? Таа веќе не формира интелектуалци од овој тип кој што ние говориме, не? Да едноставно да застанат на браникот, да бранат интереси, односно да бранат вредности, да бранат нешто кое што е апсолутно поврзано со правна држава и така натаму. Таа интелигенција сега, условно кажано, се свртува како да се снајдеме најдобро. Така. Да се преживее. Зашто кога овој станал, јас тоа викав, кога станал, имаше редовен професор на 39 години, овој станал на 39 години, ја имам 43, а не сум редовен професор. Како да... Чекајте.
Како е можно тоа? Па на времето И ќе правам се да бидам во таа смисла. на времето читавме примери од, не знам, американски универзитети кај што и деца од 16 години станувале наставници на високо образование, талентирани по математика или не знам физика и работеле и како младинци во разни институти. Тоа може да слободно да оставиш да предавам ова ето е колку е 5-6-7 одделение. Една едукација можеби во педагошка смисла. Ама тоа се ретки случаи, тоа се ретки, тоа е апсолутно да. Инаку ја универзитети, еве колку мене ми е познато, може да отворите, постои на мрежите, не? Институти, некој што има 50-60 вработени. Највисоко звање се максимум 3-4. Толку. За толку има место, пази. А ние имаме вработени од кои 20 души, од кои 22 се редовни професори. Знаете зошто? Затоа што еден мисли дека вреди за тројца. Не сака конкуренција? Не ти конкуренција. Ја затвори институцијата? Готово е. Затоа е завршено тоа. Затоа мора да најдете начин, механизам, како тој не се меша, но одмор ќе ги упати кон тие таму кои што се одговорни, дека мора нешто да направат, тие да направат. Значи, не постои друг кој ќе му кажи како се студира на некоја XY група. Тука едноставно резултатот, вашиот резултат е добар или лош. И точка. Ако е таква состојбата во високото образование и во интелигенцијата, тоа значи ние сме како општество заробени самите од себе? Па не заробени, тоа го знаете, тоа не е мое, тоа е познато. Како да уничиш една нација? Да. Упропасти го образованието. Ние сме во таа фаза дојдени сега. Мислам да се разбереме да не живееме во тие илузија. Тоа уништено и сега што правиме ова што говорам на претходно. Како да излеземе од таа ситуација? Зите една безперспективност. Јас со оваа сугестија Безперспективност ова нема таа критична маса која може да повлече. Таа се формира 20 години, 25 години. И јас барем сум сведок тоа, можам да го докажам барем во оние области кај што ми се познати. Кои програми? Литература пред 30 години. Чекајте, кое време денеска живееме ние? И побера ли некој на факултетот ваш поранешен? Не. Овие работи околу факултетот. Првата е забранета на универзитетот. Од кои причини? Еве, ја промовираме овде. Од кои причини? Затоа што ректорот сметаше тој став. И го знам тој случај, да. Сметаше дека таа книга, таму ја пишува нешто кое тие не се сложуваат со тоа. Па нели е слобода на говор, на пишување, демократија, па има контра, нека напишат другите друга книга. Таа е книга проект на универзитетот всушност, која што не ми ја платија хонорарот. Да не зборувам колку пари, но од Сремац ли беше се тоа народот ќе го познати. Можно е, да. Сакав и упаднав со високото образование, ова на крај констатација само да дојдам до младите. Ако ни е таква интелигенцијата, ако ни е таква академската заедница, ајде да не зборам за средношколците, еве студентите или повозрастните. Ја доаѓаат на факултет такви кај што се. Што се случува? Таа апатија се претура и кај младата генерација? Таа е претурена. Прелиена е таму, тоа е проблемот. Прелиена е всушност она што е истражување за дека ние не сме многу интелигентни, не? Така. Тие анкети, тестови, не? Што значи тоа интелигентите се иселија или тоа значи дека што вика се еден од или никого ништо не ги интересира? Не е проблема што овие паметните се иселуваат. Проблемот со оние другите остануваат. Што сакам да кажам? Жално е тоа. Тоа е жално, тоа е жалното. Ние кај нас реков тоа да убиете, да утепате една нација, упропастете го образованието и ние сме во тие последна, би рекол, таа фаза. Ако нешто не се направи во тој поглед, не знам што би се... А што да се направи? Па еве вика, мора да се направи некој радикален чекор кој што нема да предизвика некоја не знам каква револуционерна, туку едноставно да ги наведе тие кои се одговорни да почнат да работат. Но клучот е, професоре, затоа прашам, а кој тоа да го направи? Зборувавме за политика, за партии, за општествен фокус, за интелигенција, за кој има ли Македонија вашето чувство какво е врз основа и на сите истражувања, ова искуство животно што го имате академско, има ли есенција македонското општество, нешто да се стегне и некој да тука доаѓаме до тоа клучно. До младите образованието да не им биде главниот мотив иселување од овде. Тука доаѓаме тоа есенцијално прашање. Кој е тој, дали има така? И креваме раменици. Добро, ајде. Тоа е тоа убивање на... Би сакал при крај да ве прашам, професор Илија Ацевски, каде
ја гледа, ајде ние сме веќе во пензија и 20-та, каде вие ја гледате Македонија и како држава, и како општество, и како заедница на граѓани, на народи и така натаму, да кажам за 5 години? За 10 години е предалеку да... Тоа нема ништо ново да кажем ако тоа го повторам, дека мора да почнат тие преговори со Европската Унија. Нема друг пат. Ако ние немаме Европската Унија, ќе ни укажува на тоа, како што добро ние познаме што тоа значи. Ние внатрешни, тие она што говориме, внатрешни тие сили, ова, не постои таа критична маса, но кога ќе почне да преговарате, ќе ви укажуваат, па фондови, така, па во образование ќе побараат тоа, па во администрација. Тие се болни реформи, што нашите политичари као да не се способни тоа да се помират со тоа. Еве, сега ќе почнат изборите, така. Ова, уште малку, 3 месеци, што ќе се наслушаме? Реформи? Може да заклуча врзоствено ова вашето последно дека не сум песимист во тој почетокот на европските преговори се тој нужен импулс, друг не се гледа сега во моментот. Не се гледа во моментот. Малку да се мобилизира општеството во некоја насока со да се мобилизира, да станеме дел од тој. Ние сме дел од Европа во таа смисла, но внатрешно да почнеме, бидејќи, еве, ќе кажам уште една само реченица, да кога почна таму тие колку години за Европската Унија, таму 90 односно 2005 година, такаш. Имаше овие, да ни спомнам се тие професори на економски, да, ова, дека всушност Европа се прави дома. Тоа сите го знаеме, да. Така. Но не успеавме. Ние не успеавме да направиме дома, туку да ја разградиме. Ако е така, тогаш нема друг пат, нема друг изнес. Ајде уште едно прашање околу јавноста, општествената јавност, политичката јавност, низ медиумите. Ние цело време зборуваме дека треба да ги почнеме преговорите, ама не под овие околности, не под овие услови, ќе се бугаризираме и така натаму. И не е темата, мој впечаток е во општеството, дали Македонија треба да ги почне преговорите, туку дали година дена се води, дали бугарите да влезат во устав или да не влезат. Дали бугарите да влезат или да не влезат. А не дали Македонија да ги почне или да не ги почне преговорите. Значи, изместена е главната. Бугарите се само алатката за Македонија да ги почне. Алатка е еден добар повод, кој е мотивот и на медиумите, да, овие највлијателните, националните, и на политичките партии на опозицијата конкретно, да подгреваат еден таков амбиент? Да ја изместат тезата дали Македонија да ги почне преговорите или да... Сите знаат дека нема шанси ни да се бугаризираме. 70 години не сме се бугаризирали, па ќе се бугаризираме сега. Право си. Што е проблеми на медиумите, на уредниците? Ако се сложиме со тоа, колку ти ќе се сложиш, еве, ќе се познаваш доволно многу од овие работи, дали нашите медиуми се партизирани? Ја сега веќе ни разговараме, не, чекај. Партизирани, комерцијализирани, разни интереси. Имав чувство дека собствениците на медиумите, на највлијателните, се помоќни веќе од лидерите на политичките партии. Зашто ние зборуваме тогаш? Ние кога медиумите кај нас ни создаваат, сега ја пак се прав некој веќе кога си во пензија, па ќе почне да експериментираш, гледав една недела телевизија по едно 7-8 сати во денот. Знаете што се случува всушност? Мозокот почнува да вие веќе живеете во друг свет. Не може да се наредат слики. Не. Дај некоја турска серија ќе погледате добро, тоа освежување. Ама она другото што гледате тоа е денеска еден, еве тие информации тогај почнам да ги бројам, еден ден околу 370 информации во денот сум дошол од телевизија, вестник, така. Ако добро ви разбирам, ово не го работите од хоби и моето прашање последно е, професор Илијацевски... И што се случува со мојот, јас со мене, кој што е, нешто се обидуваш да промислуваш, нешто кој што не му е тоа професија на некој начин. Што се случува со неговиот? Кој сака да прими здраво за готово и да верува. Затоа се овие многу избори се, дури би рекол, ќе покажат нешто во Македонија што понатаму ќе се случува. Јас мислам да не е партиски во таа смисла, да не го обојувам. Спомнате ова, нели гледате, истражувате, бележите, нешто правите, пишувате ли нешто ново? Некој... Направив еден учебник за социологија, за средно социологија,
се обидував да ја осовременам малце со и ова што сега под вештачка интелигенција, да речеме, они новите технологии, така натака, општеството и во таа смисла. И чекаме скоро година дена тоа да се некако одобри, но таа процедура трае, не знам до кога ќе трае. Се надам да ќе биде добро, не. Ете, тоа работе во таа смисла и направив една студија за генералниот урбанистички план на Скопје, ГУПОТ, за ова сега што се работи ГУПОТ 2022-2032 година. И тоа исто така една интересна тема, она што мојата област за Скопје. Заклучокот беше дека тешко нас во Скопје. Тешко нас. Цивил и слободен печат. Професор Или Јацевски, ви благодарам. Благодарам што ете вака еден послободен разговор да. Благодарам уште еднаш. Довидување.